Почитувани гледачи, добро вечер. За неколку дена почнува официјално кампањата за парламентарните избори 2002. Вечерва во нашата програма имаме двајца гости, ќе ви представиме една нова партија, еден нов политички субјект во Република Македонија. Многумина можеби и нешто слушнале, но за неинформираните вечерва ќе имаме на располагање 60 минути да ви информираме за тоа што нуди партијата Народно движење за Македонија. Наши вечерашни гости во студиото се председателот на Централното собрание на Народното движење за Македонија и носител на листата за изборната единица 4, господинот Јанко Бачев. Добро вечер. И господинот Зоран Бојковски, координатор на Народното движење за Македонија за регионот на општините Кавадарци, Неготино, Росуман, Демиркапи и Конопиште. Добро вечер. Добро вечер. Ќе имаме можности да откриеме повеќе работи за Народно движење за Македонија. Реков и на почетокот нов политички субјект во Република Македонија. Но најпред би било во ред, господине Бачев, да ги информираме нашите граѓани кои што помалку ве знаат или воопшто не ве познаваат за вашата биографија со оглед на тоа што вие сте носител на листата на Народното движење за Македонија во изборната единица 4. Повелете. Вака се најпрвен добро вечер за гледачите на вашата телевизија и се надевам дека во минутите што следат пред нас ќе го задржиме нивното внимание на интересни теми. Вака за мене во најкратки црти можам да кажам дека по професија сум дипломиран правник со положен правосуден испит. Инаку потесна моја специјалност е меѓународно право и меѓународна политика, каде што за околу месец дена треба да ја брана мојата магистарска теза на правниот факултет во Скопје. А од мојот професионален ангажман можам да кажам дека по завршувањето на правниот факултет 1991 година бев приправник во Основниот суд Скопје 1 во Скопје, па адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија. Од мај 2004 година бев се вработив во Министерството за внатрешни работи, каде што ги поминав така сите скалила, инспектор, главен инспектор, па раководна функција началник или поконкретно да кажам началник во дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. А од јуни месец оваа година почнав со политички ангажмани и моментално сум председател на Централно собрание на партијата Народно движење за Македонија. Спомнав и јас на почетокот дека Народно движење за Македонија е нов политички субјект. Така. Предпоставам сум во право. Па би било во ред да ги информираме граѓаните за личната карта на партијата, кога се формира, каде, идејата за формирање на оваа партија. Партијата Народно движење за Македонија фактички постои од ноември месец 2001 година, кога и се роди идејата за формирање на партијата. И во тој момент така се направи еден иницијативен одбор од 20 на луѓе и се тргна во операционализација на таа идеја. Инаку тој најпрвично зацртавме еден план кој што се состоеше од неколку фази, па така во таа прва фаза некаде од ноември месец минатата година до февруари се направи една сондажа на јавното мислење во Република Македонија. Се прошетаа тие 34 општини во Република Македонија, поголеми градски општини, за да се испита мислењето на луѓето, каква е нивното моментално мислење во однос на општествено-политичките движења во земјата и дали има простор за нов политички субјект. Па и ние бевме така во таа прва фаза пријатно изненадени од тој негативни реакции на луѓето кон вкупните состојби во државата. Па завршувајќи таа фаза некаде на 27 март одржавме на работен состанок во Скопје во големата сала на собранието на град Скопје, каде што беа присутни делегати од сите тие општини. Инаку само да кажам, репер за формирањето на општина на партијата ни беше претходниот закон за територијална поделба, кој што броеше 34 општини. Значи имавме делегати од сите тие 34 општини и на тој работен состанок на 27 март во Скопје се донесе така една одлука да се тргне во формирањето на партијата поконкретно. И во наредните 60 на дена се направија иницијативни одбори во 23 општини од тие 34. На 18 мај во Скопје се свика основачко собрание, каде што се усвоја тие основните документи на партијата, програмата, статутот, се избраа органите на партијата. И на 17 јуни се доби решение од Основниот суд Скопје 1 за регистрација на партијата, од кога и формално правно постоиме на политичката сцена. Инаку како што кажав, ние фактички постоиме веќе 6-7 месеци. Само да кажам тука дека концепцијата беше така партијата да се прави без присуство на јавноста, се докато не се заокружи таа партиска инфраструктура и сега гледаме дека тој пат што го одбравме дава резултати, бидејќи бевме свесни дека ако од почетокот ги експонираме сите тие наши луѓе со кои што разговаравме по сите тие општини, бевме свесни дека може да најдат на најразлични реакции и притисоци од власта,
и од кога сега ја формираме партијата, веќе излеговме во јавноста и во периодот што следи пред нас, околу месец дена, така спремаме една поагресивна презентација на партијата медиумска. Инаку додека не е почната кампањата, вие исто така верувам дека патувате често по општините за колку толку да ги информирате граѓаните за каква партија станува збор. Народно движење за Македонија. Зашто е она што основно во принцип ќе се залага партијата? Ние вака се, ние, како што кажавте вие, нон-стоп сме сега на теренот. Се работи на таа надобликување на таа партиска инфраструктура и без разлика што тој периодот сега што следи пред нас е многу краток, став е на органите на партијата, по-конкретно на извршниот одбор, да се оди на овие избори. Ние веќе истакнавме кандидатациони листи и се надевам дека без разлика што и времето кратко ние ќе успееме сега да ја презентираме нашата програма пред граѓаните на Република Македонија, односно по-конкретно причините, околности и условите во кои што се формира нашата партија. Инаку темелни принципи на нашето политичко действување ќе бидат два главни столба, два главни носечки принципи. Тие се да им ја кажеме вистината на граѓаните на Република Македонија за се она што се случуваше во овие 10 години. И вториот принцип ќе биде истовремено да им понудиме конкретни решенија за сите состојби кои што се сите негативни состојби кои што владеат во оваа држава овие 10 години и за сето ова зло што се случи на оваа држава, како што кажа, со конкретни решенија сите тие состојби да бидат едно минато и да ги надминеме. А се надам дека во текот на емисијата ќе проговориме за поконкретни работи. Инаку тие ќе бидат двата основни принципа на кои што ќе се темели нашето политичко действување. Господинот Зоран Бојковски е координатор на Народното движење за Македонија за регионот на општините Кавадарци, Неготино, Росуман, Демиркапија и Конопиште. Вие сте често и во Неготино. Ќе ги информирам гледачите дека сте во моментот и советник во Советот на општина Кавадарци. Предпоставувам дека ќе имате успехи на изборите, затоа што сте и вие на листата за изборната единица 4 за Народното движење на Македонија. Господине Бојковски, најнапред прашањето за политичката состојба на локално ниво нашиот регион, поточно Неготино, тука сосема близо и Кавадарци и другите соседни општини. Може ли да се даде една ретроспектива и какви се проценките на Народното движење за Македонија за иднината на политиката на локално ниво? Па најпрво добро вечер до гледачите на вашата телевизија. Јас како член на една нова партија, една нова политичка партија, Народно движење за Македонија, се определив да се ангажирам во еден нов политички субјект од една проста причина што се работи за нови луѓе кои што досега не биле искажани во политиката. Видовме дека луѓето кои што имаа шанса, таа иста шанса не ја искористија. Јас и како советник во локалната самоуправа на општина Кавадарци можам да кажам дека многу и се прашуваат зошто баш во оваа политичка партија. Во оваа политичка партија баш од една проста причина што се работи за луѓе кои што се загрижени за едината на оваа држава, луѓе кои што не име превасходна цел да личниот интерес, бидејќи тие луѓе се за наши прилики добро ситуирани луѓе, се работи за луѓе кои што стварно се загрижени за едината на нашата земја. Нова политичка партија која што денот во нашиот регион, во Кавадарци, Неготино и околните помали општини, ја има видено светлината пред 2-3 месеца. Во Кавадарци веќе едно месец дена доста поангажирано сме вклучени во тој политички живот. Деновиве активисти и членови на партијата имаме и во општина Неготино. Се работи за отприлика 170 членови на партијата, кои што за овој краток период сме доста задоволни. Рачунаме дека иднината на политиката, иднината на граѓаните, иднината на оваа земја е во нов политички субјект, во нови луѓе, бидејќи шансите кои што ги има луѓето кои што беа пред нас, мислам дека има и премногу шанси и дојдено е време да граѓаните им кажат доста. Дојдено е време кога имаме една позиција дека државната власт се состои од една партија,
тоа е партијата на власт ВМРО-ДПМН. Имаме позиција, например, во Неготино, каде што локалната власт е представници се од Социјалдемократскиот сојуз. Не гледаме решение ниту од едната опција, ниту од другата опција. Немаме комплетно никакво решение нити на локално ниво, нити на државно ниво. Јас лично би ги презентирал и нивните раководства, тука да не се сватам децидно дека имаме нешто против обичните членови на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО-ДПМН, него да на проста причина што нивниот политички врв не најде за сходно да се решат основните потреби на граѓаните во нашиот регион, ќе зборувам за нашиот регион. Јас лично би ги третирал за едни идеални политички близнаци. Нивниот врвот на тие две водечки партии, уствари власта во државата, на државно ниво и власта на локално ниво. Јас лично може да спомнам и една реалност која што уште повеќе ме иритира да што појако и поангажирано ние како активисти и како членови на ова партија застанеме доста цврсто позади нашите верувања, на проста причина што денови се слуша дека новата политичка, старата власт пред 4 години веќе има направено листи кои што ги има децидно поделено раководните места кои што ги дава државата после парламентарните избори. Значи имаме веќе луѓе кои што знаат каде ќе работат после парламентарните избори, кој ќе биде началник, кој ќе биде директор на јавно предпријатие. Тоа уште повеќе ме иритира и ми дава сила да се ангажирам повеќе за подобра иднина на сите нас. Вие добро го познавате овој крај. Потекнувате од Кавадарци, меѓутоа кога станува збор и за Кавадарци, и за Неготино и другите општини и помали населени места кои припаѓаат на оваа територија, основен проблем или основна екзистенција на сите луѓе тука во прв план е земјоделието. Дали Народно движење за Македонија има некоја визија за иднината на земјоделието, затоа што знаеме дека лозарството и останатите земјоделски гранки кај нас се гранки од кои луѓето екзистираат и тоа е она што во прв момент најповеќе ги интересира. Прашањето ми е токму за тоа. Што Народно движење за Македонија ќе понуди на планот на земјоделието? Па програмата на Народно движење за Македонија за неколку дена ќе испадне во јавноста, секој од граѓаните ќе може да ја прочита и верувам дека ќе биде тоа она програма за која што ќе и се определат. Зошто така зборувам? Регионот на Тиквишијата е регион каде што се произведува најмногу грозје. Од тоа грозје се прави вино, а тоа вино се извезува и се добива најголема количина на девизи која што како прилив на девизи од извоз доаѓаат во нашата држава. Сега кои се ангажманите на државата да го тоа зачува и да го потенционира како доста битна гранка. Денове може да видиме дека тоа се 2 денара за 1 килограм грозје во минатата година предадени на откупните пунктови на винарските визби Тиквиш и Повардарие. И тука сакам само да спомнам дека една ноторна лага која што веќе